Денес и утре во Тетово и Гостивар се одржуваат отворените денови на катастарот. Најчесто граѓаните прашуваат за собственичките права произлезени од авионските снимања, легализација на нивните имоти и други прашања од имотно-правната проблематика. Но исто така граѓаните ја користат оваа можност да дадат критики, мислења и идеи за подобрување на функционирањето на Агенцијата на катастар на недвижности. Оваа година новина е тоа што покрај за граѓаните еден ден се одвојува и за приватните геодетски фирми, но и за компаниите во Република Македонија. Денот кој е посветен за компаниите е предвидено да биде искористен за обуки, консултации и решавање на предложените предмети од тековното работење. Да, Агенцијата за катастар на недвижности веќе 9-та година поред ги спроведува отворените денови на катастар. Изминатата година преку 2800 граѓани дојдоа на овие отворени денови на катастар и на преку 800 им беа решени проблемите веднаш на лице место, а на преостанатите им беше даден совет како истите работи да ги решат пред другите надлежни органи. Минатата година тука во Гостивар беа примени 75 странки, а новитет оваа година е тоа што покрај тоа што имаме отворени денови за граѓаните, имаме и отворен ден за компаниите и за геодетскиот сектор. Така да, како новитет се покажа првите, како што спомнавте и вие, првите 10 града веќе ги поминавме, се направи обуки на 57 геодетски компании, исто така и голем број на приватни фирми дојдоа на овие отворени денови, така да и на нив исто така им се помогна. Значи во овие 10 града повеќе од 300 граѓани и компании ги посети овие отворени денови на катастар, кои што им беше дадена насока како да се постапи, односно и они ни дадоа некои забелешки како во иднина да ги коригираме законите, да ги коригираме подзаконските акти, се со цел да им се излезе во пресред на граѓаните и компаниите. Агенцијата за катастар на недвижности исто така изготвува и бесплатни елаборати за социјално ранливите категории. До сега пристигнале 6893. Владата на Република Македонија во програмата во 2014 година зацрта дека катастарот треба да помогне на социјалната категорија на граѓани во делот на изготвување на бесплатни геодетски елаборати за легализација на дивите градби. До сега се примени околу 6800 барања од оваа категорија на граѓани и изготвени се околу 6600 елаборати. Ги повикувам и оваа категорија на граѓани, посебно што рокот за легализација на дивите градби, поточно изготвување на геодетски елаборати, полека истекува, да дојдат до катастарот, но да дојдат и до преостанатите граѓани кои што немаат изготвено геодетски елаборати, а поднеле барање заклучно со 2011 година, да се упатат до најблиските приватни геодетски фирми и да направат геодетски елаборат, бидејќи рокот за изготвување на геодетски елаборати истекува на 31.12. Многу е кратко времето, имаме само 143 геодетски фирми, истите нема да бидат во состојба да ги изготват геодетските елаборати ако истите се поднесат до нив како барање во текот на декември. Дел од граѓаните се задоволни од катастарските услуги, но дел од нив велат дека не успеале да средат документацијата се до денес, кога е денот отворен за граѓаните. Да, не само сега, него и други пати на време ми вршат работа. Значи, работените во катастарот се супер и на време ги вршат работите. Не само мене, и на други странки. Од јас сум пензионер, дискутираме ние, задоволни се од службата во катастарот на Гостивар. Сум задоволна, пошто се одмота клопчето и се види што е работава. А до сега ме префрла од едно место на друго место. Сега мислам дека ќе се реши работава и фала им многу што ме примија и фино ми завршија работа. Овие отворени денови на катастар помогна многу. Да, многу помогна, фала им многу и на сите. И од Скопје што дојдоа многу ме се слуша, иако бев многу вознемирена, ме прифатија на најдобар начин. Од нивна страна сега ми е добро, све во ред. Заклучно со 31.10.2016 година одделението за катастар на недвижности во Гостивар има примено вкупно 40.922 предмети и сите биле решени во законските утврдени рокови. Во однос на легализацијата за бесправно изградени објекти примени се приближно 5.325 предмети. Рокот за комплетирање на документацијата, вклучувајќи ги и геодетските елаборати за објектите, може да се легализира. Рокот за истите е 31.12.2016 година.